Министерката во време на конференција беше нашата презентација. Правна помош, правна соработка и ние сме државни Во Европскиот ден за правдата и по тој повод сите институции кои што се поврзани со правдата ги отвараат своите врати за граѓаните, за студентите на правни студии и за учениците кои што учат во средните правни училишта. Јас уште пред неколку недели испратив писмо до сите судови во Македонија, до нотарската комора, адвокатската комора да ги отворат своите врати за граѓаните. Веќе тоа се случува, значи целта е граѓаните да имаат можност да се запознаат со постапките кои што се одвиваат во институциите, со правата своји кои што ги имаат и начините за полесно на некој начин остварување на своите права. Овој ден се обележува од 2003 година со одлука на Советот на Европа и сите земји во Европа, кои што се членки на Советот на Европа и особено членките на Европската Унија, ги организираат сличен тип на активности. Денеска во Министерството за правда сме среќни бидејќи прв пат се обележува Европскиот ден на граѓанската правда во Република Македонија со отворен процес на скрининг за пристапување кон Европската Унија и секако забрзано се подготвуваме со надеж дека следната година ќе почнеме и со преговори за членство во Европската Унија. Првите поглавја кои се отвараат се всушност поглавјето 23 и 24 кои што се однесуваат на правда и внатрешни работи и кои што ги опфаќаат активностите од Министерството за правда. Во таа насока ние во овој изминат период имавме активности кои што дел се одвиваа во Брисел, дел се одвиваат овдека во Македонија, со тоа што активностите во Брисел беше запознавање на техничките процедури низ кои што треба да помине Министерството за правда во наредниот период, запознавање на легислативата европска, која што ние и без тоа ја знаеме, но секако аспектите на кои што треба да внимаваме со цел да го усогласиме нашето законодавство. А она што овдека го правиме во Македонија, веќе имаме агенда на носење на закони кои што треба да ги почитуваме и во рамките на тие законски измени кои што ги правиме, се обидуваме да направиме уште во овој момент усогласување со европските стандарди. Реформите ни се одвиваат во повеќе области. Едната е делот на судството, јавното обвинителство и судските постапки. Вие веројатно, бидејќи сте студенти на право, и слушнавте дека минатата недела имавме добиено позитивно мислење од Венецијанската комисија за измените на Законот за судови и Законот за судски совет. Во таа насока има уште одредени прашања кои што треба да бидат дорегулирани во следниот пакет и тука најмногу прашањата кои што се отворени се околу постапките за разрешување на судии и дисциплинска одговорност на судии со цел да се воспостават јасни критериуми кои што би важеле и би давале правна сигурност на судиите кои што работат и секако процедурите да бидат јасни за сите кои што се вклучени, вклучувајќи го судскиот совет и судиите во таа насока. Исто така ќе правиме дополнителни измени во делот на избор и напредување на судиите, бидејќи сметаме дека треба да имаме објективни критериуми за напредување на судиите и за избор на кандидати како за судии, така и за председатели на судови, за да овозможиме навистина најдобрите кандидати да ги завземат овие места, бидејќи правдата на граѓаните е практично во нивни раце. Мене ми е драго што ве гледам во волкав број, студенти на факултетот на кој што јас предавам и кои што сте одбрале професијата која што треба да ја врати надежта за воспоставување на целосна правна држава и владење на право во Република Македонија и во таа насока се надевам дека ќе имате успех не само во студирањето, помошта од моите колеги кои што во моментот предаваат, но секако ќе имате можности за практична настава со цел да можете да видите навистина како функционираат процесите во Република Македонија. Другата сфера на измени кои што ги спремаме и кои што се некаде при крај во Министерството е делот на
реформи во јавното обвинителство. Вие знаете дека една од институциите која што постои во Република Македонија и која што го има товарот на водење на кривични постапки пред судовите е специјалното јавно обвинителство, но согласно постојната законска рамка нивниот мандат истекува наредната година. Целта на измените кои што ги правиме е ова обвинителство да го ставиме како перманентна институција во системот која што ќе се занимава со кривично гонење на носители на јавни функции и кои што ќе спречуваат криминал и корупција, бидејќи сметаме дека тоа е едно општествено зло за кој што една капацитетна институција во која што се вложени многу тренинзи, многу обуки во јакнење на човечкиот капацитет, би било штета да престане да постои со истекот на мандатот кој што е даден во постојниот закон. Исто така во рамките на Министерството е изработен закон за бесплатна правна помош кој што треба да овозможи поголем круг и поголем достап на правдата до сите граѓани. Значи сега и досега постои закон за бесплатна правна помош, на правните факултети постојат и клиники кои што даваат бесплатна правна помош. Целта ни е да овозможиме што е можно поголем опфат на граѓаните во добивањето на правна помош која што не може да ја платат на друг начин и на тој начин ќе овозможиме остварување на правдата за секој граѓанин без оглед на било каков тип на нееднаквост или било каков тип на разлики. Денеска ќе имате можност да прошетате низ Министерството и да се сретнете со луѓето вработени во неколку сектори. Со оглед на тоа што сте голема група, се договоривме да се поделите во 3 групи, со тоа што сите ќе можете да прошетате по сите сектори само наизменично. Едната група ќе почне со средба во секторот за меѓународна правна помош, бидејќи ова министерство работи на делот кој што се однесува екстрадиции, давање на меѓународна правна помош, барање на правна помош од други странски земји, со оглед на тоа што сите знаете дека во периодот имавме изминатиот период во април месец во Министерството имаше пожар, не се уште санирани сите простории, така што во моментот, значи привремено, секторот за меѓународна правна помош е сместен тука позади во оваа сала, така што еден дел од вас ќе почнат со посета на овој сектор. Потоа ќе имате можност да се сретнете со секторот кој што работи на законската рамка за спречување на корупција, ќе ве информираат повеќе за законот кој што е подготвен во Министерството и кој што деновиве ќе биде пуштен во собраниска процедура. Значи, направивме спојување на законот за спречување на корупција со законот за судир на интереси, со цел да се овозможат ефикасни механизми на Државната комисија за спречување на корупција за контрола на имотот на функционерите, контрола на имотот на политичките партии и секако да се овозможи еден транспарентен начин за избор на Државната комисија за спречување на корупција. Значи, таа група ќе има прва средба во салата на втори кат, со вас ќе оди Марија, значи Александар ќе ве придружува едната група во секторот за меѓународна правна помош, а на пети спрат во салата ќе имате средба со секторот за правосудство, каде што ќе можете да добиете повеќе информации за нивната работа и за активностите кои што се превземаат. Кој ќе оди од Марија ќе биде со вас во секторот за правосудство. Така што од практични причини поделете се, не мора да е точна бројката да се прецизно, не знам, 30 во една, 30 во друга, но едната група со Александар, другата со Марија, третата со другата Марија, така што ќе ве прошетаат низ сите 3 сали координирано. Има ли некој нешто да ме праша мене, пошто јас сега се гледам со сите вас повеќе. Ви благодарам што дојдовте.